Кутијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Народот одамна рекол дека што и да се крие, како и да се крие, на крајот изгледува на виделина. Тоа важи како едно ми се чини општо и историско правило и тоа токму нас се случува деновиве. Прво се појави нашиот познат медијатор Метју Нимиц, кој рече дека сега е моментот да се реши проблемот со името, само нека се избере нова влада и ќе ја завршиме работата. Деновиве да нема никакви забуни, недоразбирања или било какви недоречености, истото ни го потвори и американскиот амбасадор во Скопје Бејли. Тој рече дека ако не сега, кога е моментот да се реши овој спор и да се разбереме и двајте да се во право. Ако некој го фрлиш на колена, како што е фрлија Македонија, најорганизирано, менаџирано, подготвено сите аспекти, со преслушувања кои се вршеле 4, 5, 6, некои викате 7 години, со активирање на политички сили во земјата на таа насока, со едно чудо платеници, меѓу нив сигурно има и некој што е заскитан во тој сектор, меѓутоа големиот дел се платеници, директни или индиректни на УСАИД, на Сорос и така натака, ја фрлија земјата на колена и кога не сега таа да се докречи. Кога е некој на колена, тој нема маневарски простор, не може да мрда лево и десно, само е праша и ножот до вратот и му ја сечеш главата. Значи, она што го тврдиме цело време, она што е апсолутно неспорно за секој што ги анализира овие работи на една подолгорочна основа и подлабоко од оние дневни појави и така натака, кои често имаат намера да те навлечат во погрешна насока и слично, е тоа нешто што е недискутабилно, бидејќи сето што се случува на оваа држава веќе 25 години е тачно делот од истото сценарио и ова е само едно финале кога треба да се завршат работите. Да не забораваме дека за една Америка, единствената светска суперсила, која прави во светот што сака, го бомбардира Белград без дозвола на Советот за безбедност на нации, на светската влада, интервенира во Ирак под предпоставка дека таму имало некое оружје за масовно уништување. Го рушат Гадафи, една стабилна, напредна, безбедна држава ја направија хаос, таму веќе нема не се знае никој владе, ни кога владе. Тамо владе навистина тотален хаос, каде се убиваат сите меѓусебно. И, велам, таа една Америка која што прави, рашува светот доживува 25 години порази од една мала Македонија. Кога велам мала, тоа не значи дека е неважна, дека е, не знам, беззначајна и слично. Напротив, ние сме на земја со стратегиска позиција на Балканот и никој не може да го контролира Балканот без Македонија. Дори на времето еден Никола Пашич, кој бил битолчанец, али српски премиер, има кажано дека тој што ја контролира Македонија го контролира Балканот. И ми се чини дека во тоа има една голема вистина која се потврдувала со векови, а главна потврда за тоа е фактот дека сите не сакаат. Сите сакаат да не посвојат, да не присвојат, да не прогласат за бугари, да не прогласат за срби, не прогласува на времето за време на Вардарската бановина. Грците викаат дека не сте македонци, за нив не е спорно, што е позитивно од целиот тој градибатија, за нив не е спорно дека ние не сме, дека сме посебна нација, за разлика од бугарите, меѓутоа само да не сме македонци, бидејќи тоа е еден така силен медиум кој има тежина во светот и затоа тие сака да ние не бидеме македонци. Ова е за воведот, за денешната тема. Подоцна ќе продолжиме со анализа на сите овие настани сврзани со последните настани во државата, со влошувањето на политичката криза, од која бидете сигурни ќе излезе Македонија, ќе излезе како победник и посилен од било кога претходно. Да затвориме темата, почетната денешна тема околу можностите сега се реши проблемот со името, да кажем уште и тоа дека во Грција не постои никаква подготвеност, дури и да прифатиме ерга омнес, тоа на нивниот максимум што го бараат, бидејќи било која политичка партија да го направи тоа, а сега на власт како што знаеме Сириза, ќе си
ќе си запише, ќе си пресуди самата себе, нели така. Деновиве имаше некакви, да ги речеме под наводници, ексцеси на министри на владеачката партија, на Сириза, кои, нели, некои ни влемаат проблем со името Македонија и слично, и некој го става тоа во контекст дека тоа се само обиди, организирани обиди да се создаде некаква атмосфера во Грција за разминување на тоа прашање, на тој проблем. Ми се чини дека тоа е апсолутно надвор од умот. Тоа се покаже дека и коалицијата на партнерот коалицијски на Сириза и министрот за одбрана, кои не сакаат да чујат за такво нешто, да чујат зборот, терминот Македонија да постои во нашето име. И не само тоа, дека таа криза во Грција, таа ќе трајуше 10 години најмалце, не дали друг начин, во Грција не може ништо да помине. И сега се поставува прашањето, а која е причината, која е позадината што американциве, нели така, предводени, односно водени или експонирани преку Нимици и Бејли, сега бараат некако решение. Мислам дека тешко е да се каже, бидејќи ние не ги имаме сите информации, не знаеме кои се концепциите непосредни, директни, моментални во Вашингтон. Меѓутоа, можеме сепак да констатираме дека размислувањата се да ние дадеме отстапки, да ние прифатиме некое неприфатливо решение или така, и тоа ќе биде после тоа некаква завршена работа, фета комплика, како што викаат дипломатите, и после ќе биде само прашања техника како тоа ќе се рефлектира понатака, односно како ќе се тоа прилагоди, пренесе во некакво конкретно решение, не дај Боже договор со Грција. Значи, тоа е една припремна фаза да ние капитулираме, да нас не кутнат, и после тоа, со други зборови, да биде тоа и нова почетна позиција за понатамошни преговори, односно разговори во рамките на Нимиц. Преговори биде со Америка на таа тема, меѓутоа, за жал, ние не сме подготвени се уште да го отвориме нив. Велам, предпоставката е некаква логика во сето ова, која нема многу логика све заедно, дека целта е да, значи, се направи исчекор од наша страна, се свитка ербетот онака сериозно, и после тоа да имаме нова почетна основа, врз која ќе биде, така се смета кај нив, полесно да се оди до крај. Ми се чини дека тоа е една од новите грешки кои се прават во Вашингтон, бидејќи таму очигледно не сваќаат дека невозможното е недостижно и така ќе остане до крај. Меѓутоа, знаете, политиката, геополитиката или политиката на силните и мокните не е баш многу логична никогаш. Тие во све играат своите интереси на начин кој другите не може да го разберат на крајот на краиштата. Меѓутоа, за жал, на меѓународната сцена многу често и многу пати тие и победуваат затоа што другата страна е секојаш хендикепирана, а овие ги имат на располагање сите возможни и невозможни сили, аргументи во наводници и така. Мислам дека се ова едни очајнички обиди на Вашингтон да не докрајчи, кои нема да успеат, нема шанса да успеат, и дека каква и да биде влада избрана на овие избори, не дај Боже и да победи опозицијата ваква како што е, утре тако ќе се соочи со историската одговорност за еден ваков исчекор и самата ќе свати дека тоа не поминува кај народот и дека тоа ќе биде казнето и тоа онака сериозно и жестоко. Мислам дека моментално се работите во еден цајтнот, во една фаза на мирување, а доаѓањето на новата наша влада, која последна ќе биде сегашната, можеби со некои кадровски промени, мислам дека ќе мора потхитно да се заангажира и да се занимава со ова прашање, бидејќи ако продолжиме со една ваква недефинирана ситуација, позиција како што е моментално ни напред ни назад, односно со блокадата на НАТО, на ЕУ пред се, мислам дека ќе биде лошо за земјата, дека ќе има само простор за нови вакви ексцеси и кризи, а тоа никому не му одговара. Деновиве НАТО алијансата го прослави својот 69-ти роден ден, со други зборови ги исполни сите услови за пензија, меѓутоа очигледно тие нема таква намера. Напротив, сакаат да се шират, сакаат да ја делат Европа и сакаат да прават нови проблеми, зашто само така имаат свој резон детар, односно причина зашто да постојат. Еве да се обидеме денеска да ги погледаме нашите аспирации према алијансите од два аспекти.
Prviot je što bi dobila Makedonija sa to ili što bi zagubila i vtoriot je koji se tije vrednosti za NATO koji bi trebao da ne bude atraktivni i da ne li taka vodat prema alijansata. Ќе почнеме од вториот сегмент и да почнеме всушност со една констатација која има позитивна конотација. За прв пат по распад од Југославија, за прв пат по промените кои настанаа во Европа со распадот на Советскиот сојуз, така начината железна ограда беше тргната, Источна Германија и Западна Германија се биде и слично, кога се појави таа можност и таа перспектива за некаква безбедност и стабилност и некој подинамичен развој на Европа, кога со други зборови заврши студената војна, сите земји во регионот се појавија со една единствена ориентација према евроатлантските организации, односно НАТО и ЕУ. Тоа беше нов квалитет во регионот, бидејќи регионот беше секогаш конфликтен, познат по своите војни, недоразбирања, конфронтации, меѓу другото Македонија беше со векови јаболкото на раздорот и на кавгите и слично. И се појави некаква надеж дека сето тоа ќе води во една позитивна насока. За жал, тоа не се потврдува до денеска, во меѓувреме се случија многу настани, кои тој позитивен развој на Балканот и во Европа во целина е променет, доведен во една неразумна и ненационална ситуација, чиј пример, односно стереотип е Украина. Значи, за НАТО се зборува дека е тоа промотор на владењето на правото, на човековите, ги брани човековите права, слободни медиуми и слично. Дали е тоа точно? Еве, секој сам нека пресудува, а јас само ќе ги дадам примерите кои потврдуваат точно спротивно однесување. Прво, то прашање гласи: дали евроинтеграциите, поготово зборуваме сега за НАТО, да го забравиме Европската унија, дали тие имаат двојни стандарди? Ми се чини дека и тој што е најмалку информиран и што најмалку знае ќе речи да, имаат двојни стандарди. А што значи тоа? Двојните стандарди значи дека едно прават, друго зборуваат, а најверојатно тето мислат. И знаете што? Во конкретниот случај, значи, кој ќе појдеме од првата поставка дека НАТО е носител на одбраната на принципите, на политиките на владење на правото, тоа не е тачно во суштината. Преку тие двојни стандарди, тие правото, доминацијата на правото го признаваат само кога им одговара нив. Најконкретен случај, да родиме понатака, е Македонија. Имаме прецизна, јасна, мислам, конкретна победа и пресуда од судот во Хаг. 14:0 беше финалниот резултат, значи 14 суди тие меѓународните кои одлучуваа за стана страната на Македонија и плюс македонскиот представник делегиран и од друга страна беше само грчкиот кој гласаше за Грција. Значи 15:1, 14:0 од онеј стручниот и важечки, да речеме, дел од судот. Дали тоа го прифати НАТО? Не го прифати. НАТО, точно е, не е под ингеренцијата на судот. И судот не може да му наметнува и да пресудува за активностите на НАТО. Меѓутоа, тоа судот во каден случај не го направи. Тие точно само ја анализираа привремената спогодба меѓу Македонија и Грција, што е меѓународно признат документ, депониран во Обединетите нации, и заклучија дека Грција суштински, клучно го игнорираше тој договор и постапи на еден криминален начин, ако сакате, наједноставно кажано. Што вели НАТО? НАТО вели и Америка како главен носител на НАТО, вели мислењето на судот во Хаг. Почитувани, нема суд во светот што донесува мислење. Тоа може некои комисии, одбори и слично, судовите донесуваат пресуди. И да бидеме тука до крај прецизни, пресудите на Меѓународниот суд за правдата во Хаг се апсолутно обврзувачки за сите членки. Меѓутоа факт е дека тие не го почитуваат тоа кога не им одговара,
a najголем број случаи кога таа не се почитувало било во случај на Соединените американски држави. Класичен случај со Никарагва и нивното ангажирање тамо воено и слично, така да и во овој случај, значи НАТО е обврзано да ги почитува сите меѓународни обврски на своите членки, во конкретно случај на Грција, во спротивно се става надвор од меѓународниот правен поредок, исто кој што го прават и терористите. Значи, нема никакви дилеми дека тие не почитуваат не го почитува таа одредба, таа вредност, ако сакате, тој квалитет за кој на ним се одава признание дека би носители на такви политики. Значи, тоа не е точно, со други зборови. Второ, човековите права. Има ли поголеми човекови прави отколку нашите кога сакаме да бидеме тоа што сме? Значи, ни го споруваат правото на самоидентификација. Мнозина грешат дека ни го оспоруваат правото на самоопределување. Нема никој тука самоопределување. Македонија се самоопределила, се станала независна држава, као таква ги ужива сите бенефити, иако има пречки на реализирање на своите права на меѓународен план. Значи, де факто се игнорират човекови права на секој од нас и на еден народ, колку да е тој мал, му се негира правото. Слобода на медиумите. Нема слободни медиуми во светот. Западните фактори, кога се нивните интереси во прашање, почитуваат само медиуми кои ги поддржуваат нивните интереси, а не водат сметка за ништо друго. Така да, и тоа е апсолутна флоскула која нема никаква вредност и дека тоа точно, ќе ви цитирам неколку написи. Имаме, тоа е дневник, вестникот Дневник од четврток, април, 11 април 2016 година, кој вели интервју на поранешниот уредник на Wall Street Journal Пол Крейг Робертс. Да подсета почитувани дека Wall Street Journal, журнал на наше по француски, нели така, е најтиражниот американски, најдијателниот американски вестник, дневен вестник, кој пред некој време издегуваше во 1.800.000 примероци, сега е намален на 1.200.000, се уште е број еден, а намалувањето, знаете, ради интернет и новите информатички технологии кои печатените медиуми ги стават во една неравноправна ситуација. И тој изјавил: медиумите во САД се како Министерство за пропаганда на Вашингтон. Ако главниот уредник на овој највлијателен американски вестник кажува тоа, мисли дека нема никаква потреба ни размислување, ни било каков елемент тоа да му се да се оспорува. Или кога ни наметнуваат, например, да новиот закон за свиркачите, како ги нарекуваат, дека треба да бидат тие да бидат со сите гаранции, така нататък, а што се случува со Сноуден? Што се случува со Асанж од Викиликс? Мислам, тие истите кои едно ни зборуваат, сосема друго ни покажуваат, ни тврдат. А исто имаме и изјава на Guardian, познатиот британски вестник Guardian, кога уредникот вели: ако пишувавме за Сноуден, ќе ни го затвореа вестникот. Сега замислите, значи, има тука сили кои водат така политика и кои воедностредуваат во прашање на суштинска слобода на медиумите, која, нели така, ја заговараат и прокламираат и ја промовираат овие НАТО представници на голема врата, а во суштината, како што гледате, слободни медиуми нема никаде, само прашање до која мерка се тие контролирани и дали во суштината обезбедуваат некоја правда нормална и некоја информираност која е базирана макар на некој, би рекол, етички норми, етички мерила. Така да, сите тие така наречени вредности на НАТО де факто се дволични, тие се резултат на двојни стандарди, тие се вредат само кога одговарат нив, а кога не се во нивни користи, едноставно ги игнорираат. Зборуваме за вредностите на НАТО кои јавно ги пропагираат, кои во суштина се нереални и често пати покриени од нивните двојни стандарди. Само ќе кажам два примера кои покажуваат се. Во Саудиска Арабија
пред година дена, ако не и помалку, мислим дека мината година првпат, жените добија право на глас. Значи, жените нема обшествени и политички права. Меѓутоа, Саудитска Арабија, секојаш за САД, за другите западни земји, е главен партнер, бидејќи парите ги чуваат во американски банки. И вториот случај кој исто така е исто карактеристичен и покажува се, е изјавата на поранешната американска министерка за надворешни работи или секретар на Стейт департментот, главен секретар на Стейт департментот, Медлин Олбрайт, која според дневникот 1. октомври 2013 година, ве читам изјавата на изјава, насловот е САД на Косово действувало нелегално, но правилно. Сега, ако тие работаат законски, ако ги почитуваат законите, нели така, и ако легалност, владењето на право да бидат, како може да биде нелегално, а правилно. Замислите, тој истото да го каже Русија за Крим, може да го каже Кина за островите Спрат или било кои други во Јужното Кинеско море. Секој што направи нешто што му одговара неговите интереси, може да го прогласи за нелегално, али правилно. Тоа е почеток или старт на башибоздукот, кој во никој случај не може да се дозволи. И се накратко, бидејќи го најавивме, времето полека не гази, кој е интересот на Македонија за НАТО? Дали со тоа со членството во НАТО ќе се зајакне нашата безбедност? Да не забораваме, почитуваме дека според членот 5 од повелбата, односно од програмата, договорот поточно за НАТО, подпишан пред 69 години, во 1949 година, беше членот 5 вели дека сите земји одговараат при напад на било која членка, со други зборови, значи тие се меѓусебно заштитени од надворешен непријател. На Република Македонија денес, ни во блиска иднина, ни во подалечна иднина, ако сакате, барем према сегашните состојби услови, не се заканува никаква опасност од НАТО. Прво пред се Албанија, Грција и Бугарија се членки на НАТО и тие не може да нападат без договор во НАТО. Второ, Србија нема никакви пошироки аспирации во моментот. Милошевиќ замина во историјата, за среќа. Косово, од друга страна, веќе еднош интервенираше во Македонија во 2001 година, меѓутоа во чист американски аранжман и во нешто што беше апсолутно американски проект со албанска реализација, и тоа може да се повтори во иднина. Значи, нас единствената опасност ни предстои да се појави од внатре, и тоа го чувствуваме на многу начини. Пред се тоа е албанизацијата на делови од земјата, која е апсолутно надвор од интересите и на македонците, и на самите албанци, бидејќи таа води во еден конфликт, во едно недоразбирање, во една дестабилизација која може да го запали целиот регион. Така да, Македонија моментално, ако некој запраша јасно и отворено да или не Македонија и НАТО, мојот одговор би бил во моментот недосмислено не, да се следат сите развои во регионот, аспирациите на другите. Србија има јасно кажано и има декларација на парламентот дека нема да влегува во НАТО. Не заборавајте, пред колку години, нешто 15 на години, ја бомбардира Белград тие натовци. Сега вие да влегувате тамо, навистина помалци недостоинствено. Од друга страна, во Босна исто така нема да биде членка на НАТО, бидејќи Република Српска никогаш нема се сложи без самата Република Србија. А Косово станува отворено правеше долго време и сето тоа не може да се случи во никој случај за загрозување на Македонија без директна согласност од Вашингтон. Да подсетиме дека Вашингтон доминира целосно со НАТО алијансата. Меѓу другото, според последните показатели, 72% дури од вкупните трошкови на НАТО се американски, а знаете, кај што е парата, тамо е музиката и не може да се очекува никаква друга политика во рамките на НАТО, освен американската. Тоа се покажува до сега и ќе се потврдува во блиската иднина. И да го завршиме со наши редовни додатоци на крајот, наша денешна емисија со апелот до сите вас: купувајте македонски производи. Не заборавајте, почитувани, дека се влошува политичката ситуација во земјава, дека се наоѓаме пред нови предизвици. Ние не знаеме како ќе заврши све и што ќе доживеме до 5. јуни, кога се закажани изборите. Меѓународниот фактор е тука присутен, инвестира големи пари,
моментално нема прецизни изјави што и како ќе подржуваат и како ќе се води планака политиката. За жал ние имаме вазали нивни кои често пати одат и чекорис напред од желбите и оценките и плановите на меѓународната заедница. Сето тоа не става во една неизвестна позиција, меѓутоа да повториме и сега. Македонија ќе успее, Македонија ќе биде појака од било кога, меѓутоа премрежје ќе имаме уште и секој од нас, ако сака да биде одговорен граѓанин на оваа држава, во овие тешки моменти треба да купува само македонски производи, се што е можно, нели така, кај што има реална вредност и квалитет и слично, бидејќи само така ја подржуваме својата земја. Во спротивно, работиме во интереси на непријателите. И за крај, нели така, една мудрост која гласи, тоа доаѓа од Јапонија: неуспехот е мајка на успехот. Ова личи малце на контрадикторност, меѓутоа тоа е точно. Знаете, во задоволство, среќа и убаво расположение не е направено ништо. Најголемите, највредните дела во историјата се создадени во несреќа, незадоволство, во, нели така, изгубени битки и слично. И на оваа тема има уште една која вели: од пораз во пораз до конечна победа. Мораме ние така да се однесуваме и како личности во нашиот секојдневен живот и нашите животни аспирации, меѓутоа и во конкретно во овие делови, во овие моменти кога државата е доведена во прашање. Не заборавајте дека Македонија е доведена во прашање и дека се друго во моменти е ирелевантно. Ви благодарам за вниманието. Тоа беше денешната емисија за дипломатијата со Никовски. Трговско радиодифузно друштво Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 7 април 2016 година. За дипломатијата со Никовски.